Не е никаква тајна дека се манипулира со тестовите за количините штетни материи во издувните гасови. Сепак, неодамнешниот извештај на една бриселска организација за заштита на околината ги изненади сите. И тоа не малку, бидејќи беше откриено дека производителите на возила прикажуваат поголеми емисии јагленород диоксид од реалните. Имено, тие при тестирањата намерно исклучувале некои функции на моторот кои влијаат на еколошките параметри, како што е, например, старт-стоп системот. Причина за ова навидум нелогична работа е да се прикаже поголем напредок во иднина. Заради тоа, новата тест процедура, само неколку месеци по незиното воведување, доживеа промени. Така, сега, при хомологирањето на декларираните вредности за потрошувачка и емисиите задолжено треба да се активираат сите вградени технологии. Освен тоа, различните верзии на еден ист модел треба да се тестираат на идентичен начин. Например, со одбирањето на нормален или еко, а не спортски режим на работа. Реагираше и Европската асоциација на производители на возила, која го поздрави за острувањето на правилата за тестирање, индиректно на тој начин признавајќи дека во сето ова има вистина. Според анализите, со преоѓањето на новиот систем на тестирање емисиите на јагленород диоксид кај возилата се имаат зголемено меѓу 1 и 81%. Случај каде тие се намалени не е забележан ниту кај еден производител.